Пазига. Почитувани представници од делегацијата на Европската Унија, на институциите, исто така на невладините организации, ја на почетокот сакам да искажам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија за огромната поддршка која што владата ја добива секојдневно во многу области. Исто така сакам да изразам голема благодарност до Сигма за експертската поддршка која што ја добиваме. Сега ќе се осврнам директно на системот за јавни набавки. Значи, тој се развива во Македонија повеќе од 20 години со донесувањето на првата уредба за јавни набавки од 1996 година, постојниот закон за јавни набавки кој беше донесен во 2007 година претрпе 15 измени, со што значително се отежнува неговата примена. Дополнително измените, последните измени од последните години доведуваат до оддалечување на законот од европските директиви и практики за јавни набавки. Праксата покажува, а тоа го потврдуваат и анализите и извештаите на Сигма и на Државниот завод за ревизија, дека јавните набавки во Република Македонија тешко се спроведуваат, дека има бројни неоправдани бирократски бариери кои не само што не придонесуваат да се спречат можните злоупотреби, туку доведуваат до блокирање на институциите и ги спречуваат тие да ги извршуваат своите функции и своите услуги за граѓаните за кои што се основани. Например, болниците често остануваат без средства за работа, општините остануваат без песок и сол за фрлање на патиштата во зима кога е најпотребно, училиштата остануваат без грејење, практично нема област каде што не се детектирани проблеми. Од тие причини сакам да ја информирам јавноста дека реформата на системот за јавни набавки ќе биде еден од клучните приоритети на Министерството за финансии во наредниот период. Реформата ќе вклучува изработка на нов современ закон за јавни набавки, кој ќе се базира на европските регулативи и на добрите меѓународни практики, а уште веднаш, поради претходно спомнатите проблеми и препораките на Сигма, ние ќе предложиме укинување на Советот за јавни набавки. Во однос на контролата на системот за јавни набавки, сакам да потенцирам дека реформата има за цел таа да се базира на досегашните искуства во неколку во земјите од Европската Унија. Целта ние да воведеме контролни механизми кои нема да се претворат во нивната спротивност, кои нема да го блокираат системот на јавни набавки и кои ќе функционираат без политички влијанија и притисоци. Би сакал да ви информирам дека новиот закон за јавни набавки веќе почна да се изготвува во Бирото за јавни набавки како орган во состав на Министерството за финансии и дека наскоро ќе излеземе со првиот нацрт на текст пред стручната и експертската јавност, значи ќе бараме коментари, критики за него. Владата е посветена на овој процес и ние по секоја цена ќе настојуваме тој да биде инклузивен и транспарентен. Очекувам, значи, пред крајот на годината да презентираме, значи, овој да го презентираме првиот нацрт на документот, но една од најважните работи за нас е во неговата изработка активно да соработуваме со Сигма, како бидејќи нашата цел е да го направиме според европските регулативи и практики. Директорот на Бирото за јавни набавки подетално ќе ви информира за планираната динамика на донесување на законот. Во секој случај ќе работиме на поедноставување на процедурите, но и на зајакнување на транспарентноста и отчетноста во трошењето на јавните средства. Според нас нема подобар контролор од јавноста. Ви благодарам за вниманието и јас со нетрпение очекувам да ги слушнам вашите досегашни искуства. Ви благодарам.